Епизода 5. Зборуваме каде лежат најмногу ордери, entry, stop loss и take profit, како функционира маркетот, liquidity, volatility, главна структура и внатрешна структура. Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Минатата епизода спомнавме за risk reward, stop loss, entry signal и take profit. Кога зборував за план секогаш, плански е каде да се поставиме во позиција. Сега, до овој левел кај што сме стасани, значи мора да кажам некои правила што треба да се знат, а понатаму ќе ги разјаснуваме и ќе влегуваме под лапога. Значи, она што ќе почнеме пронајдување на тренд и се до сега што имаме учено за да дојдеме до степен на entry сигнал, stop loss и take profit. Значи, иначе се вратив на мојот чарт. Ако нешто со боите ви е сменето, значи користам бела боја за свеќите што идат нагоре, втора. Значи, фактички не е скроз бела, туку сива и 100%, а за свеќите што идат надолу бериш, користам прва, втора, трета, четврта, пета, шеста од лево, значи сива и исто 100%. Ова овде линија се вика EMA и е индикатор, ќе имаме посебен час за незе, така да не ве буни. Ќе фатиме се, значи. Оно што заборавив да напоменам кога го правевме TradingView, значи ако ве се избриши нешто или погрешка направите на која линија или небитно, имате овде стрелка андо. Значи стагате и се враќа еден чекор уназад. Пред да почнеме да го бараме трендо и сето тоа, што ни е замислено за ова епизода, значи кога зборувавме дека има две валутни парови, значи евро и долар, кажавме дека едната е прва како носечка и другата споредно. Чартов секогаш е базиран на првата валута. Во ситуација евро према долар, значи не е овде нагоре ако оди еврото, надолу ако оди доларо, туку овде е еврото само. Ова замислете го како тим А и тим Б што се влечат. Значи со јаже. Имаш тим А, овде е јажето, и тим Б. Сега тие се влечат лево и десно, овде ние гледаме горе и долу. Значи, ако тим А победува, значи ако е посилен тим А, секој цената ние гледаме дека оди нагоре. Не гледаме налево, туку нагоре. Ако тим А слабе, односно е послаб, значи фактички тим Б ујачува, ама ние не го гледаме како тим Б овде дека ујачува, туку гледаме дека овој слабеј. Значи во ситуацијава ценава оди надолу. Значи замислете го дека се тргаат со јажина, ние го гледаме само тим А. Кога тим А е појак, оди нагоре. Кога тим А слабеј, оди надолу. Значи ова е приказ на еврото, не е приказ и на еврото и на доларот. Не знам дали ти беше јасно, да се едно мора да го спомнем, ето пошто го немав спомнато. Сега, да се вратиме на она што учевме. Најбитна ствар во маркетот е да најдеме тренд. Значи секојаш трендот е најбитниот елемент, ствар, правило што ни треба во маркетот. Без тренд не можеме ништо. Затоа го поручувавме како се најдува и затоа ги земавме тие правила на принтови на swing high и swing low. Сега. Има правило на кој таймфрейм земаме тренд, има правило и колку време уназад. Но постепено ќе го проучуваме тоа сето. Сега следиме сега моментално што правам, а понатаму, како што поменуваат епизодите и часовите, ќе навлегуваме се подлабоко. Ти не можам да кажам се во еден час, значи од аспект на фокус, значи ви треба и вас да сте фокусирани, да учите чекор по чекор, нели?
Значи, започнуваме од оваа точка и надолу. Значи, почнуваме да бараме тренд. Swing high, swing low. Swing high, имаме брейк. Значи, имаме брейк под овој low, имаме брейк под овој low, значи сме downtrend. Ова беше lower low, ова беше lower high. И сега, за да не се губиме во маркетов, најубаво е да си тргаме линии. Lower low и lower high. Секој брейк, значи следен си ги поместуваме само линиите. Следен брейк под овој low, овде долу, lower low, но уназад ова се останува lower high. Следен брейк, значи помеѓу ова линија и ова, е овде. Значи, nov low, една стапка уназад, значи овој може да се земи нов high. Така го следиме трендот. Nov low, nov high. Сега, овде, значи како она што задавме правило дека треба retracement да прави, односно се враќа цената во премиум ако сме сели во дисконт, ќе си го вежбате и тоа. Значи ова ќе ни биде како дополнителна причина зошто би продавали или купувале, а не се држиме дека 100% мора да го спочитува ова правило. Значи 100% се држиме до трендот и до зоната на интерес. И за зона на интерес ќе учиме во следните часови. Тоа ни е 100%. Се друго што ќе најдеме како екстра, дали е во премиум, дали е во дискаунт, дали има реакција и сите тие работи, значи ќе ни биде дополнителна причина зошто ние продаваме или купуваме. Swing low, односно нов lower low, овде сега овде, овој ако е последен low, овој е последен high, овде си имаме, гледаш, брейк на структура uptrend и одма после тоа имаме брейк downtrend. Продолжуваме, овде имаме промена на тренд uptrend, ова станува higher high, ова higher low. Онма после тоа имаме брейк под овој low, значи lower low, lower high. Сега. Оно што сакам да спомнаме, од последниот high до последниот low, чекаме ние премиум. Гледаш дека овде нека некош не се испочитува, односно иди до екстрим 100%, значи ова е екстрим кец, нели она што спомнавме, го собира и продолжува. Значи не по секоја цена, секојаш иди над 50 и слегува надолу. Затоа ние го знаеме како правило, ќе се држиме до тоа правило, ама нема да биде 100%. Следно. Значи од ова линија и од ова линија брейк со тело имаме сега. Ова е добар показател што морам да напоменам. Дали имаме досега брейк со тело? Значи ова е внатрешна структура. Има главна и надворешна, има и внатрешна. Главната секогаш е водител на трендот. Значи еве го последниот lower high, последниот lower low. Ова е главна структура, кај што секој ќе не биде водилка. Зошто постои внатрешната структура? Внатрешната структура постои за да ги испочитува некои други правила, зададени според алгоритмот, што наречеме, или според луѓето што трейдат, а главната структура ни е секојаш водител. Значи ние се држиме по главната структура, ова внатрешна само ни дава екстра конфирмација, екстра принт, што се случува. Например, ако чекаме ние за бај, ние немаме бај седур, немаме брейк. Зошто ти ова е главна структура? Од еве пример. Чекаме во ситуацијава бај, така? Овде имаме high, овде имаме low. Она што спомнав со Вико, дали се сеќаваш дека манипулира? Еве ти чист пример. Значи иди со Вик свеќава овде. Ние ако сметаме ова брейк, ние што правиме? Треба да купиме, така? Иди со Вик, пипка, продолжува сел. Повторно со Вик, повторно пипка, пак реакција за сел. Повторно со Вик, пипка, пак реакција за сел. Гледаш, значи оној момент на манипулација. А сега овде што прави? Имаме брейк и продолжува нагоре. Да, има ретест, но големи се шансите и веројатноста да продолжи нагоре. Значи овде видовме повеќе примери, што е одлично за сите да ги видите. Значи, зошто главната структура е важна и чекаме
брейк нанесе за тренд, че чекаме на таа брейк, значи дали е за нагоре или за надолу. Ова сето споредно, значи има фаза кога ценава мирува, односно кога е во квадратче. Значи ние спомнавме дека цената оди uptrend и downtrend. Има уште една фаза, односно странично движење на цената или консолидација. Тоа консолидира дека нема доволно ордери за да е турни нагоре или надолу. И затоа тоаш ни е битна главнава структура за да знаеме кај сме во приказнава. Се во оваа ситуација ние чекаме брейк со тело под овој лоу и под овој хај. Значи овде има 3 обиди. Овде многу души скокнале, многу трейдери скокнале за лонг. Оти го смета како брейк. Ама шо прави цената? Ги сфрла. Овде исто имаме свипнување на sell side liquidity. Свипнато, значи овде ордериве, стоп лосоиве на луѓето се собрани. И многу луѓе има или трейдери скокнат овде за сел. Што прави цена? Ги сфрла контра, оти манипулација со вик. Значи ова фаза кога ценава ви игра внатре во главната структура, има помала структура и немаме брейк, се вика консолидација. Зато чекаме брейк на главната структура. Сега. Овде имаме брейк uptrend. Ова е последен high, една стапка уназад е последен low или higher high, higher low. Следен чекор што треба е да измериме премиум и дискаунт. Значи потенцијален бај би чекале од дискаунт. Она што сакав да го напоменам, овде имам пишано, значи пласирање на стоп лос, entry и take profit. Ако риск ревордот ни е секогаш 1:2, ние треба бараме причина, дали ќе биде дискаунт, дали ќе биде лево реакции други, што ќе ги учиме понатаму, причина каде би се позиционирале, не секогаш во дисконт, но во оваа ситуација во дисконт, каде би излегле и каде би се заштитиле. Тоа е многу важна работа. Swing high, swing low ги спомнав. Значи, кога има вртење на цената, за да ја сврти некој цената и да се остави swing high, тука идат премногу ордери. Ордери, значи премногу позиција од трейдери. Значи, овде ценава тргнала нагоре. И сега, за да се активира sell модел, значи buy модел или sell модел, ќе ги спомнуваме. За да се активира sell модел, овде треба да има силна борба помеѓу луѓето што ја кажав, со јаже. Силна борба и овде завземаат позиција, односно завземаат контрола тие што продаваат. Овој swing high овде се оставени премногу ордери. Значи има премногу борба, да речем, премногу трейдери влегле, оти тргнало нагоре, овде премногу трейдери влегле за ценава се врати надолу. Или поголем капитал. Значи, дали ќе сватите како трейдери, дали ќе сватите како капитал, исто е. Swing high и swing low се најпрепознатливи точки или принтои во маркет структурата. И затоа, stop loss во ситуацијава ако гледаме buy. Stop lossот секојаш се клава под структурата последна, односно higher high, lower high, значи структурно под swing low се клава. Овде ентриот треба да ни биде, значи во ситуацијава знаеме дека во дискаунт, значи во дискаунт и структурно треба да таргетираме swing high. Сега во ситуацијава овде има викови. Подетално ќе опфатиме, значи ако има викови ние ги таргетираме да се потполнат, не скроз нагоре, тука се потполнат. И се наша задача е 1/2. Значи да се вратам. Зошто овде имаме stop loss? Како што имаме овде ордери, односно премногу пари и премногу учесници имаме и овде. Ако сме во тренд, значи баерите завзеле контролата на маркетот на трендот. Затоа ние го сметаме како заштитен лоу. Значи, најпрепознатливо место кај што треба да го клаиме стоп лосот. Дискаунт или ефтино го препознаваме како место ефтино за купување, го купуваме нешто ефтино.
А хај го сметаме како луѓе што почнале да се спротивставуваат на булиш трендот, сакаат цената да ја турнат надолу. Значи, структурно гледано, заштитата ни е на low, take profitот ни е на high, swing high, а entryот ни е нешто околу 50% на овој тренд или дискаунт. Истиот пример ќе одадам за сел и ако имаш прашање, те молам слободно прашувај. Во ситуација, негде чиста ситуација, овде би го зеле. Значи, swing high имаме овде и swing low. Ова го земам чисто како пример, во ситуација ќе заиме дека е тренд за надолу. Значи, ако е овој последен low, овој последен high, ние треба да чекаме брейк овде. Но сега како пример сакам да ви доловам што гледаме. Ако во ситуацијата не гледајте лево дека сме uptrend, туку сме downtrend. Ако во ситуацијава сме downtrend. И ние чекаме ценава да се искачи во премиум. И да таргетираме, значи да таргетираме дискаунт. Што правиме? Ние чекаме да се позиционираме негде овде, над премиум. Се ситуацијава нема дојдено тука, но продолжила надолу. Значи, зато пак ќе напоменам. Не секогаш се испоштува до 100% нешто премиум дисконт, но ние ќе го имаме како дополнителна причина. Ние чекаме позиционирање над премиум. Значи, сега ќе вежбате, че чекате позиционирање над премиум. Значи, овде ако се позиционираме, стоп лоусот го клаваме на последниот high, take profit последниот low. Риск ревордот на почеток сега не може секош да не биде 1 со 2, оти не ги знаеме другите правила што ни следат. Но треба да знаеме дека структурно кога следиме главна структура, главниот хај, односно главната структура што ти кажав, ни е секогаш заштитно ако одиме за сел, а главниот лоу што е долу ни е take profit. Значи, просто кажано, секогаш, значи ако цената ја гледаме вака во ситуација, овде дали имам реплей, имам. И сега се подкачило и овде да влеземе. Значи небитно дека немаме 1 со 2. Овој ни е последен лоу во ситуација, не гледаме ваму, така? Значи таргет ни е овој последен лоу. Зошто? Оти одавде веќе направил swing low и тргнала нагоре, значи се спротиставиле баери, заоменуваат трендот. Но во ситуацијава селериве се посилни и чекаат момент на ефтино. Иди момент на ефтино, бум, се активира и продолжува надолу. Таргет, последниот лоу. Дали имаш прашање? Вие што имате прашање, ве замолувам да прашате слободно во коментари и во најбрз период ќе ви одговорам. Добро, нека заврши реплеев. Сега. Спомнавме uptrend, downtrend, спомнавме брейкерите, сите тие работи. Како функционира маркетот? Маркетот функционира на liquidity и volatility. Што значи liquidity? Liquidity, кажавме, сега што имат ордери, односно кога што има позиции на трейдери, има спремни пари за ликвидација. Кај се највидливи? Секој swing high, секој swing low. Ако маркетот тргне и остави liquidity, што е следна задача вака логички според тебе? Базирано на, значи има liquidity и volatility. Ако остави liquidity, што му е за задача за да има volatility? Иначе liquidity се нели ордери, сите ти работи, значи пари што се спремни за ликвидација, а volatility е движење или брзина, сила, нестабилност. Логички, ако според тебе, што треба да направи маркетов за да има volatility? Ако остави liquidity, за задача му е него да собери тој liquidity, сега во ситуација не го знаеме овде, само на помал таймфрейм има сегде liquidity. Значи маркетот се движи, креира liquidity, го собира тој liquidity и ствара volatility. Значи, ако собери liquidity, има и volatility и продолжува да движи. Зошто е битно volatility? Значи, брзина, сила и нестабилност. Каква брзина? Ќе земеме пример овде.
Дали овде има брзина маркетов според тебе? Не, зошто ти цело време маркетов стои во едно место. И гледај сега што се случува. Дали овде имаме liquidity? Stop lossеви. Имаме? Дали овде има liquidity sweep? Дали е собран тој liquidity? Собран е. Значи чим се спуштило е собран. Значи Вико секош нели спомнавме liquidity sweep е свипнување нешто, земајне и се враќа во, значи таа манипулација овде може да ги, значи овде фактички има два фактори. Селериве да ги сили да продолжат да продаваат, а од друга страна овие што купували овде што има стоп лосот ги собира. И се гледај. Значи секош со вик собираме ни ликвидити. Секош вик кога ќе се спушти подолу од овој е собран. А за брейк да имаме на структура нели треба со тело. Така? Во оваа ситуација дали е собран са ликвидити? Собран е. И што се случи овде? Дали имаме волатилити? Дали имаме нагло движење на цената? Тоа е volatility и liquidity. Зошто маркетот работи на тие два принципи. Истото и овде. Овде, например, собрал лево ваму некој liquidity. Дали имаме јачина, дали имаме сила овде? Да. Докаде? Овде собираме, овде, значи, има и брейк и собирање на liquidity. Манипулира, односно консолидација и овде имаме нов volatility. Зошто ти ваму собрал liquidity, негде лево, негде брейкна структура и така натаму. Нека не ве буни, ќе фатиме се. Што е битно? Маркетот има точка А и точка Б. И за задача од точка А до точка Б, тој има да остава принтови. Дали е во внатрешна структура, дали е на главна структура, не е битно. Тој треба да остава и некакви отпечатоци за видливо око, за трейдерите, за сите тие работи, за да најдуваме ние потенцијално позиционирање. За да фатиме трендот. Значи не гледаме во пипови ваму во вредности, туку гледаме на техничкава анализа, односно маркет структурата. Ова, освен маркет структура, се вика price action. Значи што е price action? Акција на цената. Што акција? Собира liquidity, има volatility, значи спомнав price action. Ова е price action во внатрешно, кога ќе повидиме на помал таймфрейм, значи таймфреймот е фрактален. Ние за таймфреймот ќе зборуваме следниот час. Остава некакви принтови што треба после да се испочитуваат, да се најде точка на купување или точка на продавање. Значи, спомнавме кај треба да не биде заштитата, кај треба take profitот, кај треба да се позиционираме. Спомнавме liquidity и volatility. Што е liquidity? Спомнавме volatility, што е спомнав. Сега. Ова може да го избришам. Liquidity има сегде. Значи, низ структурава има сегде. Најпознати, односно најтаргетирани liquidity се спомнавме нели секоја сесија си има посебно место, односно време на отварање. Ќе земиме од 7 часот Лондон до 17 како што завршува. 7 часот на само да земам овој ден. Вака. Ќе го поделиме овој денов. Кај почнува и кај завршува. Значи, овој ден е вторник. Овде почнува во 12 часот, долу, дали гледаш, 0000 и завршува во 0000. Одиме на помал таймфрейм за да биде појасна сликава. Нели спомнавме од 01, почнува Азија, па се до 07. Од 08 почнува Лондон до 17. И овде почнува од 1 часот Њујорк до 19.
до 21. Ова ќе направам започнувањето и завршувањето на денот со црни линии. Азија од 1 наутро до 7. Азија остава low, незин, Азија low, назив Азија low и остава high. Азија high. Ова искрено нас ние од корист 2% во стратегија, но мора да кажеме кај има најмногу ликвидити и кај се очекува дека цената може да има реакција или продолжување на тренд. Лондон има најниско ниво и највисоко ниво. Значи, Лондон се смета дека завршува до 12 часот, пошто после има оверлап. И Лондон хај уствари е во ситуацијава овде. Значи, Лондон работи до 17, ама пред Њујорк да се отвори, ние мора да обележиме кај била највисоката точка на Лондон. Ме разбираш? И Њујорк. Њујорк low и Њујорк high. Азија low, Азија high. Лондон low, Лондон high. Њујорк low, Њујорк high. Овие се најпознати ликвидити на се сите. И дали заприметуваш дека сегде се или low или high? Не е внатре во структурата, туку најниската точка и највисоката. Зошто? Ту има најмногу стоп лосови, најмногу ордери, најмногу порачки има тука. Тука промена на цената, тука има најмногу ликвидност. Најмногу, не можеме да кажеме најмногу, но најпрепознатливо дека има ликвидност. Затоа, ликвидите, момент на Лондон low, Лондон high, Њујорк low, Њујорк high, Азија low, Азија high. Значи, сесија high и сесија low. Day high или day low. Значи, сега ги бришиме сесиве, пошто нели заокруживме дека има главно ликвидити натре во нив. Ова е денот. Значи, започнува во 0000, завршува 0000. Ова е вторник. Најниско ниво на вторник е овој swing low. Највисоко кој е? Според тебе? Значи, натре во квадратов гледај. Точно. Значи, најниско ниво на денот и највисоко ниво на денот. Day high или day low. Liquidity. Дали таймфреймот е фрактален, односно тоа што се повторува на помал, се повторува и на поголем. Значи, спомнавме сесија. Спомнавме ден, одиме недела. Значи, имаме weekly high и weekly low. Во ситуацијава ова недела е сега активна, не можеме да обележиме weekly high, weekly low, дури не заврши, значи мора да заврши. Минатата недела, weekly low и weekly high. Што прави ова недела? Минатата. Не е уствари неуспешен, обид за да собери weekly low, но не е успешен. Целта шо е? Значи, weekly, освен сесиски high, сесиски low, имаме daily, имаме weekly. Че weekly high и weekly low. Ова се исто така едни од поважните точки, односно места каде што има ликвидити. Кога спомнуваме ликвидити, се мисли на позначајни ликвидити, односно позначајни. Сегде има ликвидност на маркетов. Значи, нема ние по секоја цена да ги таргетираме овие, но мора да знаеме дека на ова место може да се случат две опции. Или да собери ликвидити, sweep, да прави ретест,
или да имаме брейк под ова место и да продолжи трендот. Како liquidity ние мора да ги знаеме, значи сесијски high low, daily high low и weekly high low, а ликвидност има сегде во маркетот. А зошто овие мора да ги знаеме? Знаеме дека ако собери liquidity и ако на помал таймфрейм ни дај некаква назнака, значи дека имаме ретест. Или се затвора, имаме брейк и знаеме дека треба да продолжиме со трендот. Затоа е битно да знаете liquidity. А volatility најлесно и најпрепознатливо може да испринтано на маркетов е ова. Значи кај цената нагло паѓа или нагло се зголемува. Дали овде според тебе има volatility во ценава? Во ова квадратче? Нема. Шо има овде? Консолидација. Значи или акумулација. Ако ви е полесно да го сватите како акумулација, нешто акумулира, она што вика затиша и пред буре. Значи се смирува ценава, акумулира средства за после да има јачина сила и да турка. Јачинава, односно силава, движење ова, назив во трейдингот е displacement. Нешто што нагло заминува, значи со брзина, со мојк. Значи овде имаме или дистрибуција. Значи се дистрибуира премногу ордери и ценава турка многу побрзо отколку во оваа ситуација. Значи тоа е volatility, а liquidity не спомнавме. Секој high low, сесијски high low, daily high low и weekly high low. Volatility сегде кај има нагло туркање на ценава, во ситуација овде е displacement или дистрибуција или volatility. Значи вие си бирате каков назив ќе ставите на што. Сега. Како јас да го викам, верувајте дека на крајов од академијава си направите вие сами светоглед, си направиш ти, јас колку и да зборувам, ти че имаш своја тактика, своја визија и свој начин на работа на маркетот. Така да јас ќе ти спомнам 3-4 називи, а ти еден ќе ти биде доволен да знаеш што се случува. Така и за вас, така и за сите. Спомнавме главна структура внатрешна. Кажавме за движењево на ценава, значи да го разбирате луѓе со јаже, ние имаме тима и тима секогаш го гледаме, значи овде ова движење на еврото, ако тима е посилно оди нагоре, ако тима губи, односно е послабо, губи на сила, слегува надолу. Спомнавме liquidity и volatility. Секој swing high и секој swing low е јасна точка дека има премногу ордери спремни за ликвидација. Спомнавме за volatility, односно движењето на цената и таа брзина или displacement. Значи, кај што има displacement, има volatility. Цената има зададена задача од точка А до точка Б и опатно достава принтови видливи за око за нас трейдерите. Имаме главна структура и внатрешна структура. Главната структура ни е секојаш главен фактор што ќе го следиме, внатрешната структура ни е како екстра причина за да си потврдиме што сака цената да направи. За овој час мислам дека е доволно. За да не ве збунам, значи вежбајте тренд, вежбајте премиум и дискаунт, вежбајте главна структура и внатрешна структура, вежбајте видливо за око swing high и swing low, обележете денот кога се отвора и кога се затвора, обележете што прави цената кога ќе собери day high или day low, истото направете како со сите. Што прави цената после акумулација? Што прави цената после дистрибуција или displacement? Значи, вежбајте уназад се што учиме за да немате пропуштено некој дел за да не ви биде јасен. Значи, логички, отворете го чартов, не му се плашете на чартот. Значи, отворете го чартов, може да го одзумирате, значи не е премногу зумиран, да го одзумирате, небитно, се уште ви кажам, небитно на кој таймфрейм е. Како што врваат епизодите, ќе ја објаснам кој таймфрейм за нас, зашто ќе ни служи. Значи, можете на 30 на минута, на 30 минути, на 1 час, на 4 часа на дейли, вежбајте на кој сака да ви е таймфрейм, а
понатаму ќе фатиме што и како. Значи, пак ќе повторам, вежбајте за да ви биде логиката отворена, да ви стануваат работите појасни. Без вежбајне не може. Само да гледаме фудбал од трибина, а никош да не пуцнеме на гол, нема да знаеме да бидеме фудбалери. Ако гледаме и плюс вежбаме, за да дајме гол и да пуцаме на гол, така можеме да постанеме фудбалери. Така и ова. Ако само гледате, а не пробувате да вежбате внатре, да тестирате и да гледате, значи не можете да станете трейдери или да ја разберете техничката анализа.